Режија, уште колку имаме до почеток на емисијата? Уште 3 минути и почнуваме. Добро, фала. Имам уште малку до почеток, него да те прашам нешто, може неформално? Здраво. Здраво, можеме неформално, ја си ставам карвенче. Ако стај си, абе, искрено, веруваш ли ти дека твој СДСМ ако дојат на власт ќе скрателе работна недела од 5 на 4 дена, па ќе скрателе работни сати за повозрасни граѓани, па ќе ги зголемеле платите, па пензиите за 50 на 100, па на овие повратници во странство ќе им дале по 10.000 евра. Веруваш ли? Тешко таа работа, ама мора нешто да измислуваме за да се упеца народот. Измислуваа и ВМРО-вци све и свашта и дојдоа на власт. Колешка, извини, ние никош не сме измислувале. Све што ветивме, све исполнивме. Нели ветивте бе дека ќе го вратите името Република Македонија? Добре, Што не го вратите? Ама освен тоа, све друго сме направили. лажите, Ајде сега не бе, зајавај па и ти. Тргнуваме за 10 секунди, бидете спремни, тишина во студија. Добро вечер, почитувани гледачи. Гости во нашата вечерашна дебата се представник од СДСМ господја Марија, представник од ВМРО ДПМН господинот Владко и представник на младите од Македонија Игор. Добро вечер. Може да почнеме, така? Слободно. Господјо, дали вие верувате дека доколку вашиот СДСМ дојде на власт, дека ќе скрати работната недела од 5 на 4 дена, дека ќе го скрати работното време за повозрасните граѓани, дека ќе ги зголеми платите, пензиите за 50 на 100 и дека на нашите повратници од странство ќе им исплаќа по 10.000 евра? Апсолутно е тоа така, затоа што нашите ветувања се базираат на реални бројки и стручни анализи. И затоа ви кажувам дека кога ќе дојдеме на власт, ќе ја скратиме работната недела, ќе ги зголемиме пензиите и ќе ги покачиме платите. Лаже, пред да почне емисијата, новинарот ти го постави истото прашање и таа кажа дека морале нешто да измислат за народот да се упеца. Така беше? Така беше. Ама не е точно тоа што го збориш, како така? Лажеш. Срамота жена во години, а така лаже. Срамота. А скрати си го јазикот, да не ти го скратам јас ти Двајца кажувам сега. сведоци сме. Добро, Двајца сведоци да сме. бидеме, Да, на ниво, ќе ве молам да го задржиме на Лажовни нивото. сведоци, лажовни. Ќе ве молам. Што ќе кажете вие од ВМРО ДПМН? Ќе бидам многу краток. Ваквите мекотелни политичари како што е господјата овде од СДСМ на наредните избори ќе заминат во историја. Јас ако сум мекотелна политичарка, ти си тврдоглава будала. Добро, ама ќе ве молам. Ама сега што ќе ме гледаш како вреѓа он? Добро, да продолжиме понатаму. Игор, што ќе кажеш ти за ДПМН? Јас се извинувам. Ама што Игор има да збори за ВМРО ДПМН? Последната анкета све кажа кој во државава. Само ве потсетам, излезе минатата недела, така ли беше? Да. Прво прашање што беше? Кој е најпопуларен политичар во државава? 25,2% е Христијан Мицковски, нашиот премиер. Важи. Популарноста на вашиот Филипче знаете колку е? 3,6. И тука што има да се зборува? Катастрофа сте. Ама народот ве прочита. Второто прашање, ако утре има избори, за која партија би гласале? ВМРО ДПМН доби 24%, значи секој четврти човек во држава би гласал за нашата партија, а вашето СДСМ доби 4,9. Повторно се е кажано. Така што најубаво е да си молчите. Да. Значи, само Сингапур за сите вас. А што Сингапур? Па, во Сингапур премиерот го поставил неговиот кум за заменик. Сега кумов почнал многу да краде. После тоа знаете што се случило со кумот? Што? Бил обесен на сред плоштад по барање на премиерот. И после тоа во Сингапур нема ни мито, ни корупција. Браво, млади, убаво му кажа. Тоа важи и за вас. Значи, младиот Игор нема влакна на јазикот. Чекайте се. Ние не живееме во среден век па да ги бесиме луѓето на плоштад. Не ти одговара, пошто Не ми ако одговара. почнете да се бесите меѓу себе, пола фамилија ќе ја обесиш, така ли е? Ајде. Значи, и вие сте полни со себе. А луѓе што се полни со себе патат од запек, затоа што се полни со гомна. Ја не дозволувам мене еден мошко да ме вреги усред емисија. Така да знаете. Јас исто така ќе ја напуштам емисијата,
Ќе му се јавам на твојот директор и ќе барам да бидеш казнет затоа што собираш вакви уличари во емисија. Срамота. Срамота невидена, брука. Ама, господи, детеве ми ги избрка сите гости. Што ќе ти себе вакви гости, бе? Боле пушти порничи. Тоа би било се. Пријатно. Гледајте порничи, здраво е за простата.